Знаев дека си ти. Јас ги сакам учителите. Без нив сме никој ништо. Но не сите. Има и такви што се на османлиската страна, а некој на бугарската. Во секое стадо има и по некоја црна овца. Има секако. А ти колку време си во Крушево? Овде сум 30 на дни. Јас сега морам да одам во Војводо. Поздрави го Карев и речи му дека учителот е со нас. А јас со кого ќе се вратам? Ти си мој гостин. Сакаш да ме видиш? Мене ми изгледа дека си многу љубопитен. Јас многу се радувам кога организацијата има големи успеси. Еве за се досека имам запишено. Одам една хроника за сите настани. Не прашуваш ме. Најдобро е да останеш со нас. Она што ќе го видиш сам е подобро од она што ќе ти го кажам. Да, но знаеш, јас сум им потребен и на децата. Без нив не можем. Гледам, во Четова сите се млади, војвода. Млади, но достојни на борбата за ослободување на Македонија. И сите до еден се свесни дека само со наша борба можеме да се ослободиме од османлиската власт. Има многу нешта нејасни. Што не ти е јасно? Си бил некаде? Бев во обиколка на стражите. Слушаш ли? Руска берданка. Осмалиите ни даваат до знаење дека си близу. А јас помислив дека е топ. Овој од некаде го познавам. Тој е Тодор Христов, офицерчета. Што е, чуден ти? А зошто е така? Никој не му е виновен. Во голема заблуда е. Добро, ние младите понекогаш тврдоглаво размислуваме. Тодор веруваше дека штом ке пукне првата пушка во Македонија, Бугарија ќе објави војна на Турција. Па тоа е лага. Лага сигурно. Тебе Пере Тошев и Веле Марков војна Кутулче. Слободата на Македонија лежи исклучиво во внатрешните сили на овој народ. Така е. И тоа народот го знае. Нема играње со народот. А во кого тој всушност верува? А верува во Софија, во дворот. Во некои луѓе кои лицемерно плачат врз судбината на Македонија. Ќе мора да поминат преку нашите трупови. Војводо, ние сме подготвили да тргнеме. Јоване, испрати го Никола.
će se sretnemo. Da. Zašto da ne? Krvaviot i tragičan kraj na Evidnenskotovo stanje. Četite počna da se rastura. Последната битка на Ѓурчина, од која првпат не можеше да излезе како победник, беше на 25. октомври 1904 година во селото Слатина.